Добра вечер, почитувани слушатели на Радио Сквер и почитувани гледачи на YouTube каналот на Плоштад Прес. Добре дојдовте во втората епизода на дебатната емисија Мали ноќни муабети. Предпоставувам дека сите ја знаете поговорката in mens sano corpore sano, во здраво тело, здрав дух, или англичаните ја викаат во здраво тело, здрав ум. Како и да е преводот, работа со оваа поговорка е тоа што сака да го покаже еден начин испреплетеноста на физичкото и менталното здравје, на физичкиот изглед, тоест на телесниот изглед и на умот. Затоа денеска сакаме да дискутираме токму за оваа тема, затоа пред се бидејќи физичкиот изглед некако добива предимство во последно време, тоа му се дава приоритет и наверојатно гледате дека има голем број на фитнес клубови, некои видови на теретани, многу теретани се отворија, имаме часови по зумба, часови по пилатес и така натаму. Се тоа е добро, меѓутоа како некако да му се одзема приматот на, според мене, најглавниот орган на телото, мозокот. За ова ќе дискутираме денес со Филип Колевски, професор по физичко образование во Основното училиште Крстин и Сирков, тренер по атлетика и по пилатес. Филип, добре дојде и благодарам што дојде во нашата емисија. Благодарам на те, чест ми е што ме повика и баш ме задоволство да разговараме на вака важна тема. Јас накратко го опиша Филип како професор по физичко образование, тренер по пилатес и атлетика, но морам да ги прочитам сите титули кои што тој ги има, за да му укажам чест. Филип е и тренер на атлетската репрезентација, член на управниот одбор на Атлетската федерација на Македонија, подпредседател на Атлетската федерација, председател на Општинскиот сојуз на спортови, член на управниот одбор на Федерацијата на спортски федерации на Република Македонија, член на управниот одбор на Сојузот на спортски педагози на Република Македонија, подпредседател на Општинскиот сојуз на спортски педагози, има завршен курс на туина, кој што е кинеска терапија во Хрватска, исто така е лиценциран за капинг терапија и неуротайпинг. Морам да кажам дека Филип ми ја даде идејата за денешната дебатна емисија, затоа што се сретнавме случајно на еден спортски самит и додека спортистите од другите регионални земји нема никаков проблем да се изразат, да кажат што мислат, нашите спортисти кои што се од нашата национална репрезентација има проблем дури да го прочитат говорот кој што очигледно некој друг им го напишал, а камоли да се изразат и да бидат елоквентни. Ова го поставува прашањето зошто толку многу се обрнува внимание на физичкиот изглед, бидејќи гледа на бицепсите, трицепсите, цврсти стомачни мускули, а не се обрнува толку внимание на, според мене, најважниот орган во телото, мозокот, и на менталните способности и капацитети на луѓето. Што според вас, Филип, е причината за ова? Благодарам пак на обширното прашање. Ке се трудиме да поедноставиме, во поглед на тоа не може да не бидеме реални дека елоквентноста на изразувањето се разликува многу од една соседна земја што не е 10 километри до нас и од другите земји кои сме биле на иста држава, со нашиот како и поранешните, да кажам, години, декади, ние често така и сме се шегувале на некој интервју, на некој спортист кога ќе каже нешто кратко пред после натпорано, ајде тоа е во возбуда, така не може да се срочи во таков еуфоричен момент, ама станува збор сега и за друго ниво, веќе некои се по функции и така и доаѓа неминовно малку да едноставно ти е жал, зашто така како држава доаѓаме на таков начин да веќе и македонски јазик не е странски јазик, тоа се гледа и во училишта и да е многу тешко на луѓето да се изразуваат. Второ, се доаѓа на настани целосно неподготвен и неподготвени добар дел, сега збориме општо, се разбира имат честни исклучоци и во тој смисол кога луѓе што може така да импровизираат цел живот го живеат, тоа го работат и се внесени многу во таа сфера и веќе имаат размислување што се базира на некоја стратегија на работа, на едно големо искуство и може тие компоненти на одговор да ги дадат многу, да кажем, и хронолошки и логички подредени. Кај нас, во говори доаѓа до некого така измешаност и станува збори во читање на тие говори дека делува малку школски.
проблем во сето тоа што и недоволно го почитувавме македонскиот јазик, така што се одразува тоа целокупно на она што се случува сега и во училишта. Се гледа дека таа ерозија почна од сите медиуми, социјалните медиуми доведоа да нема потреба во тоа, како порано што имаше некоја цензура, лекторирање на весници и телевизии, сега едноставно тоа го нема толку во нашата држава, за разлика од сите други, па да кажеме, балкански земји се споредиме, многу се внимава, без разлика некаква емисија за забава, но многу е битно начинот на кој се изразиме, да биде така, литературно или да личи барем на некакво културно јазично изразување, не во смисла на она, туку е начинот на изразување, дури во некои забавни емисии. Друг аспект е што едноставно се деградира најмалку струката во, да кажеме, во целиот аспект спорт, кај нас, значи, оно физичко и здравствено, така вика образование, порано воспитание, и тоа го менувавме неколку пати како се викала на наша професија, и кинезиолошки факултет. Сега тоа што го зборија министрите на Србија, Црна Гора и неколку спортисти од нивните држави е дека таа компонента на воспитување е многу битна. Значи нешто што зборува дека битно е за иднината на државата, како го интерпретира и за успехот на спорт. Значи за добробит на државата како приоритет. Не знам сега дали ќе влезе ова во некаква стратегија и дали нешто ќе се смени. Ние тоа како воспитување сме го избришале одамна и од училишниот систем и сега немаме воспитување, туку имаме во образование често само нафрлање на факти, некакви суопарни образовни содржини со многу реформи што само се таложат реформа на реформа, а никако да се допре до таа компонента да се стимулира процесот на размислување, да се развива интелигенција и да се развива навистина здравствениот аспект. Така што проблем е и во како го сваќаме оној спортскиот дел. И тука има голем пат, зашто физичкото и здравствено образование веќе не е здравствено образование. Ние во нашата струка и не можеме да ги образуваме децата и немаме таква, да кажеме, веќе можеби условно наметната атмосфера за општествено, зашто предметот е сведен само на повеќе на забава, на игра, предавање или таков дел да ги се зборува за деформитети е достатно, зашто самото општество веќе не се замара како за некои работи, ти ќе бидеш така како некој југословенски или комунистички професор ако се трудиш некого да образуваш, да го учиш нешто што, ако му е гајле, би се интересирал некој, вака ти со сила ќе исправаш на некого навики за исхрана или за здравје на грб или за некои работи што се приоритет број 1 според мене. Значи ни еден предмет не би бил толку битен, на секоја седенка се кажува здравјето е најважно, здравје, све друго, а во суштина здравјето, значи само на такви седенки, за таква реченица изгора никого не му е битно. И тоа е одговор на оно второ, значи изгледот нема врска со здравјето, точно дека се отиде во изглед, а не во здравствен аспект од оној спортски. И во ментал, тоа ме интересира, некако како спортистите да не читаат, да не се занимаваат, не знам, тоа што реков да ги развиваат своите ментални способности, не само физички. Тебе те поканив бидејќи знам дека читаш, знам дека читаш и физичка литература и спомнавме дека се лиценциран тренер на разни видови терапии. Дали читаш само за физичка култура, за вакви разни видови терапии, не знам, кинески и слично, или читаш и белетристика, книги за самопознавање или слично? Читам многу разни книги и она што на почеток го споменавте како поговорка, вика здраво тело, здрав дух, на првото предавање на факултет професорот Јове Јовановски, еден така да кажам феноменален професор и интелектуалец, го постави како обратно. Значи во суштина теорија телото ништо не дефинира, туку здравиот ум го дефинира. Поговорката треба да е обратно, значи здравиот дух ќе даде здраво тело. Значи, во латински е и обратно. Во латински е во здравиот дух, здраво тело. Првин така е ставено. Ние сме го превртиле, не само ние, и англичаните и сите, бидејќи и мен сано е мен се мозокот. Корпоре сано, корпоре е телото. Значи обратно е. Кај нас некако го превртиле. Сосема измената, зашто дух, карактерот или да кажеме суштината на она се она што го викаме умствен дел
е дека тој ќе наметне. Добро, сакам да се хранам здраво, сакам да вежбам, сакам да ги сменам навики, тоа ќе бидам здрав. Ако се родиш со супер здраво тело, ако имаш така нездрав ум, ти ќе го расториш сето оној потенцијал што ти е даден генетски. Така што здравиот дух дава здраво тело. Сега во здравиот дух, за да се даде на некои деца или некој што се развива, треба да се малку образува, значи да се насочиме на тоа што може би ке младите, дефинитивно поосетливо и поголемо влијание имаат од општествените трендови. И тука бидејќи има многу поголема можност, значи за сето ова и услови, за разлика од порано кога нема услови, и е поголем кикс, бидејќи далеку сме по-неуспешни како општество да образуваме за сите можни да кажеме услови. Целосно киксираме како семејство, како струка, киксираме како образовна, да кажеме, образование на држава и општество. Значи со сето она што се сервира, со сета, да кажеме, немање на контрола, никаква цензура и на сето влијание, ние се доведов во ситуација да се децата буквално на две различити стилија најдебели деца во Европа, на просекот сите моторички способности да сме последни на листа, значи на она што го зборував мене минатиот пат на PISA тестирање таму, предпоследни на теза интелигенција, предпоследни имаме една страшна статистика за деформитет исто така и да едноставно не креваме црвена тревога аларм, ниту се разговара. Во оној систем на целосно партиско, како да кажам, уништување на сите институции, очигледно ги беше на луѓето дека се битно само се задржат некои си функции по жива мера и дека не му е гајле на никој што целата нација буквално не дегенерира. Значи и на умствено и на физичко поле, дека сето тоа доведува, значи штом децата се најдебели, значи штом децата физички се најслаби, не станува збор за никаков здрав ум. Од антика ако збориме, тоа е неделиво. Второ, што имат голем број деформитети, на неколку статистики сме први според болести, има некои канцери што сме први таму во Европа, во свет, значи водечки. И сега не поставува ни едно друго прашање, ни една друга тема толкова ургентност. Ама за ова не се зборува. Значи целосно се подредивме оно што кажем на општеството да ги делиме, да ги сецкаме, работи, во тоа успешно стигнавме да се вреднува посебно нешто како визуелен ефект. Визуелен ефект како изгледа некој, машко, женско, во смисол на најреално кажано на лајкови. И сега многу поедноставно зашто би некој морало толку да биде здрав, да има здрава кожа, да изгледа убаво, може да се нашминка, може да стави филтри на Инстаграм, таму, и едноставно не мора многу да зборува, зашто ќе добие лајкови. Зашто би бил некој така едноставно начитан, кога ќе добие внимание и пажње или додворување или сето она што му и фали на да кажеме на душата, така со некакви така да кажеме слики и се. И доаѓа проблем со нечитање, човек мора да чита се, психолошкиот дел е неминовен и сега сме на такво ниво што изгледа смешно, како деца трениравме различни спорти и се чудевме и таму во Чикаго Фил Џексон му давал Шеки Онил, изгледа прилично како дури малку ни делуваше така физички јак, ама не многу бистар дечко, или ги дал Фил Џексон да читаат Аристотел, книги, нова и еден куп други луѓе што тренери, што се трудат да едноставно да го создадат карактерот на човекот. Тоа не можеш да го направиш без да едноставно ти го едуцираш, образуваш, едноставно да влиеш на неговите навики. Она што е некој си спортист со работна етика, како во светот што има сите примери, не е само Џоковиќ или Коби Брајант или Роналдо, сето тоа е последица на нивниот карактер, на нивниот дух. И тие луѓе едноставно се трудат цело време да бидат подобри, само подобрување. Значи, кон сите аспекти, и тие ги истражуваат сите здравствени аспекти од оваа струка, како може побрзо да се регенерира, теја ќе користи Роналдо ова или ќе користи она. Ние не може тука да ги кажеме на деца да има здрав оброк за голем одмор или да ги кажеме на родители, да едноставно направи попаметен избор, или барем некогаш дома да обрнат влијание за да има детето здравје, не е само изглед. Изгледот заради тоа што го добиваат визуелно као пофалба од сите. Значи и онда ако станува дека здравјето не ни мора, нема те фали некој. Ги спомна социјалните медиуми, тоа баш зборуваме дека на Инстаграм, на Фејсбук
секогаш, нели, зборуваме физички изглед, добиваат лајкови, ми се допаѓа да физички изглед. Мислам дека и тие трендови влијаат децата да не читаат и денес развиваат, бидејќи ќе им се смеат ако некој стави, нели, слика со книга или кај учи или кај решава математика или решава судоку дури, туку мора, нели, да има некои провокативни или било какви слики. Ама сакам да те прашам за нешто обратно. Имаме стереотип дека, нели, кога ќе се појави некоја девојка која што е згодна, која што убаво изгледа, или некој стокмен маж, ние некако велиме обично, мора да е глуп затоа што паметни луѓе не изгледаат вака. Дали ти во твојата кариера имаш сретнато некој кој што го побива овој стереотип или кој што е исклучок кој што го потврдува тоа правило дека, не знам, паметни луѓе не се дотеруваат и обратно? Се разбира, мислам дека тешко да се суди според социјални мрежи, бидејќи секој не може да се дотера, но мислам дека ептен треба очигледно дамнешно време да се расчисти со тој стереотип. Прашање е можеби само дали не некој може да биде убав и паметен, него колку вложува, така да го разбирам у смисла ако некој е многу време преку ден вложува во да кажем дотерување, шминкање, дека едноставно тоа му е приоритет и не се насочува кон да кажеме развој на другите работи. Да, тоа често и го зборувавме, ретко ќе стави некој книга, нешто дека чита, порано става луѓето цитати с неја, сега луѓе ставаат дефинитивно некоја слика што нема врска, слика од плажа во купање, ќе стави слика од некоја мудра слика што нема врска со тоа и таквите постои, да, делуваат малку смешно, но модерно нели кога ќе стави слика со некоја мотивирачка порака, со некои филозофски мисли, едноставно поврзаноста на сликата со мислата, да, делува чеке сега, што сакаше да каже писателот. Така да, преполн е интернет со се. За жал многу малку се чита и тоа е многу изразено кај деца на македонски јазик. Знаат кумановски, знаат англиски јазик и затоа изразување на социјални мрежи е често на англиски, во коментари ги немаат ништо, нас лайк, срце, смајли, нешто такви, често ретко да се напише нешто убава реченица, кога ќе читаме коментари па од возрастни, тоа е далеку да се уплаши човек. Значи, тоа е страшно. 70-80% луѓе се неписмени во смисла на реченици, празен простор, запирки, букви и едноставно тоа е или треба да се направи автоматски да направи некој систем за корекција, или за забрана на постирање на коментари. Значи, за да уопште работиме на подобрување на интелектуално дел наша држава, што е среќа можеби децата што не ги читат толку возрастните, дојдов на тој стадиум или не се замараат, зашто едноставно мислам дека не може да ги прочитат дел од коментари на возраст. За крај сакам да те прашам малку подетално да ни објасниш за овие што ги спомнавме за кинеската терапија, за капинг и неуротайпинг. За капинг сум чула, но за ова терапија кинеската и неуротайпинг не сум чула, да кажеш, да ни објасниш и на слушателите и на гледачите. Што е тоа всушност и какви позитивни ефекти има на телото и на умот, веќе кога зборуваме и за двете? Супер прашање. Така, моето истражување секогаш беше кон подобрување, зашто спортот е наука, ние тоа го изгубивме. Значи, како што во други струки што не спојуваат, можеби талент може да биде и независен и да биде поголем и без многу работа. Да кажеме, некој сликар таму, неучен, може неписмен, не знам како, Ван Гог, нацрта слики, дури вредат денеска повеќе од сите учени некои сликари, во спортот не може, например. Спортот денеска и секој што го постигна на повисока вредност, зашто работат буквално цели тимови, работи науката и не може да имаш подобар резултат во било кој начин да е мерлив од она што е постигнато, мислам што се постигнува сега, значи не може да биде подобро. Резултатите во спортот се врв денеска, споредбено историски и ќе бидат уште подобри зашто се работи со наука, подобри методски постапки и подобри методи на опоравок и системи. И ние тоа го изгубивме, значи уште го рачунаме дека е некоја си сурова стила и второ значи го сведовме да го исклучиме на компонента да работат паметни луѓе во таа сфера што ќе учат. И сега има неколку типа интелигенции, 9, 11, 13, зависи како ќе ги рачунат. Моторичка интелигенција е едно нив, но моторичка интелигенција е само координација, во суштина способност за совладување движење за учење. И сега ако се гледа дека некој може да биде интелигентен, ама нема физичка дарба за нешто, тие не одат секогаш заедно. Физички дарби се неколку, значи може да има брзи мускули, ама да бидем, да кажеме, не талентиран координацијски за учење, односно моторички интелигентен и да му е тешко да се овлада. Неписмен да биде, во смисло да биде многу тешко. Сега има различни физички дарби. Како ќе сите
искомпонираат, да кажеме, во еден човек, зависи од прво како добил потенцијал, колку ги развива, кој тренер во млади категории, што е најбитно, но што го кажа на регионални спортски сами сите кај нас, дека нема долна квалитет едуцирани кадри, што работат во млади категории, кога ќе ги зафркнат сите приучени тренери, после едноставно тоа дете во таа сензитивна фаза толку му се развиени тие моторички способности, што нема шанси после да биде врвен спортист. А во таа возраст до 15 години кај нас работат тептен слаби тренери во сите федерации. Не знам дали со стратегија нешто ќе се намете да се смени. И едноставно во таа моторичка интелигенција, координација, ние немаме никаков речиси, никаква селекција, развој, а не па да ги поклопиме двете работи, а по уште малце па да направиме селекција на спорт. Значи ова е наука и ние сега ќе мешаме неколку проекти што нема врска една со друга и се работи на таков начин системот неуроиниран што некој ќе собира шоларини, дете што го бива за еден спорт ќе го прибереме ваму, а нема да му развиваме нешто што треба да му се развива во таа возраст заради групен тренинг, приоритет на тим и координацијскиот аспект што треба да се како образовна база да се стави за движење не се развива. Тоа се вика како богато писменост на physical literacy, писменост за физички движења. Така е, буквално од природ, некои немаме изрази. Едноставно не се учи ни поставување, како што сме работеле, значи во сите спортови, значи техничкиот дел да се соврши на телото на постава, значи држење на тело, значи што се учи за можеш ли по-конкретно да ми кажеш за неуротайпинг, што е точно и тоа беше моја суштина на самоподобрување беше и така истражував, значи и почна во пилатес. Тоа ми помогна значи многу, затоа на поставување на телото ќе овозможи како се поставени значи блоковите на телото, да кажеме како телото е поисправено, едноставно самиот спортист има подобар корак, подобар чекор, подобри движења, помалку ќе се заморува, помалку ќе се повредува и едноставно имав голем бенефит и работев секогаш барем на тој аспект. Целта во спортот денеска со помалку тренинг, со помалку труд да се постигне нешто, зашто денеска не можеш да работиш повеќе од што работат, туку треба да работиш попаметно. И значи ако работат сите системи на тоа и работат многу специјалисти, ние уште денеска немаме, само теоретски имаме, негде има физиотерапевт, негде има можеби психолог и се, едноставно без тие работи е невозможно да се работи на врвно ниво. И е проблем воопшто да се работи така квалитетно, зашто е несоодветно воопшто на нормален начин на функционирање, зашто како што не се работи за кифоз, лордоза, сколиоза, сите идат да вежбат, нели да се заморат или што викаме елестетски ќе се направи бицепс или трицепс, а не се работи за здраве на рабетен стоп. И сега кога ќе се зборува на таков начин е проблем, но нема друг начин воопшто да се произведе резултат денеска, значи да се работи по-добро, по-квалитетно. Сега Пилатес ги собрал само Джозеф Пилатес, едноставно многу во знаење некои илјади години, методи истражување како што може да направи еден така заинтересиран германец и собрал и поедноставил и едноставно после се чудам колку убаво на западњачки начин неговото сублимирање на сите тие знаења доведува до еден практичен пристап и примена во спорт денеска речиси во сите учења за техника. Едно истражување значи на сите тие методи или како да се подобри мене и практично примена на Пилатес ми помога многу во кариерата како тренер и во подобрување на сите резултати, зашто човекот собрал едно знаење со илјадници години, го истражувал и го сведува на подобро држење на телото, значи за да има подобро едноставно функционалност и движење, што во спортот има голема примена во сите техники, во сите моторички способности, така што тоа негово собирање на знаење не е ништо ново, системот се базира и многу многу истражување на еве да кажеме на кинескиот систем, на тај чи, чигонг, видов дека едноставно убаво ги сублимирал и ги поедностил за западот сите тие работи, принципи на работа, значи основ некои си принципи на движења, што искрено и денеска се веќе доста добро поставени и се применуваат поедноставени по дел, по постапки, по категории за да дадат подобри спортски резултати. Така што Пилатес е нешто што се би го сведел значи на задолжително вежбање за секој што сака некој подобар резултат на страна за да го научи своето тело како функционира и за да ги добие најдобрите можности од своето тело. А кинеската медицина е
единствена до сега, барем можеби е и ниската, значи на таков принцип што работи холистички. И они ги вклучуваат сите, тие значи ги вклучуваат аспекти. Значи работат од сите страни, физичкото, зајакнување никош не било одделно. И сега кога се работи кај нив и оној што е за нас делува порекреативен систем на вежбање како тај чи чигонг, тоа е секојаш вклопувачки во сите аспекти, значи свесност, свесноста за нив никош не било исклучено обично физичко вежбање, со дишење, со темпо, со ритам, со насочување на контракција или на релаксација на мускулот и со издолжување на ребетот цело време. Значи тие два система го работат издолжувањето на ребетот. Значи во вежбање, нешто што не се работи, значи во ни други системи. А што се работи, еве например во атлетика, кога трчаш, ако си повисок, имаш малку подолг чекор, едноставно добиваш предност на крај. Така што се е поврзано во здравствен аспект кога се гледа и во сите. Ако сакаме да го игнорираме, многу едноставно, нели може да дадеме tego или да стегнеме нешто и да на брзинка добиеме добар ефект, но не може да биде човек никогаш долгорочно здрав ако не ги постави темелите на целосно свесно вежбање, континуиран процес и посебно на ребетот, зашто тука почнува се, значи на трупото. Ова е многу интересна тема, може да зборуваме со денови, меѓутоа за жал мора да прекинеме тука. Може да заклучиме дека не знам, можеби во свесноста, спомнавте свесноста, во здрава свесност, здрав рбет, здраво тело, здрав ум, здрави луѓе. Значи цела таа компактност, телото и духот е предонесува кон здравјето, значи треба и да се вежба, и да се чита, нели да се работи на менталните способности, на физичките способности. Да. Фала ти многу, Филип, што ни беше гостин. Фала ви и вам, слушатели на Радио Сквер и гледачи на подкастот на Плоштад Прес, и се надеваме дека ќе наследите и следната недела во третата епизода. Добра вечер и добра ноќ. Добра ноќ.